Во тека испораката на огромно дрво за пензионерите кои со дрва се снабдуваат преку Кочанското здружение на пензионери. Претседателот Ѓорги Серафимов истакнува дека оваа година со дрва преку здруженијето се снабдуваат 702 пензионери, а 80% од нив веќе ги имаат добиено дрвата до своите домови. Ова година имаме 702 пензионера кои што се јавиле. Ние секоја година при крајот на годината најавиме да секој што е заинтересиран за огревно дрво во месец јануар да се јави во управата на здруженијето. Огласеме, јавиме преку ваше станици, јавиме преку радио Кошани, на секој начин пуштиме писма до граноците да ги информираат луѓето, оди тоа е болно питање. Така да ова година од тие 702, они не се малку, тоа е една исто така замашна поголема количина, така да ние ги разделивме и тука ангажиравме две фирми, две предпријатија. Едно е у Кочанското, у склопу на шумско предпријатие што работи Кочани од Осогово. Тоа е Југланс Кочани. Единствен проблем оваа година е малото задоснување во испораката, а причината е пожарите кои во месец август ги зафатија териториите на Осоговието и Малешевскиот регион. Присуството на пожарите оваа година, како во Кочанско, така и во Малешевијата, малку за мошке да принесат за 10 дена да позакасат некои од овие предпријатија, поради тоа што не само од Словенија што беа ангажирани од Австрија во Малешевијата, па и кај нас делумно Кочанско на Осоговието, него сите шумски стопанства и сите луѓе кои се поврзани со експлоатација на шумата беа на доброволен начин повикани и ангажирани у гасењето на пожарите. Инаку пензионерите кои се снабдуваат со дрво од Кочанското здружение земаат дрво од шумско стопанство Пехчево и од подружницата Осогово на национални шуми и истите ги плаќаат по 3000 денари од Пехчевското шумско стопанство и 2900 денари од подружницата Осогово на 8-месечни рати.